И здраво на сите и добре дојавте во моето ново видео. Добре дојдовте во Влогмас број 10. Денеска одбележуваме 1/3 од постоењето на мојот Влогмас. Денеска сум баш онака лошо, затоа што едва изборувам. Решен сум ова да го истерам до крај и нема ништо да ме спречи тоа да биде така. Па јас денеска одлучив да одговорам на вашите најпоставувани прашања. Вчера на Инста стори објавив да ми поставувате прашања со намера да ги одговарам во денешното видео. Ќе се потрудам да ги прочитам сите, но не ви ветувам дека на сите ќе одговорам исклучиво на оние на кои никогаш до сега никаде немам одговорено и оние кои се најчесто поставувани. Така што ете, не ми замерувајте, ќе се потрудам и да ве поздравувам во оваа видео, затоа што многу често ми барате да ве поздравувам, па ова е одлична прилика за поздрави, кога ќе го прочитам вашето прашање и да го прочитам вашето име, односно никнейм на Инстаграм. Кога ви кажав дека имам многу прашања, бев сериозен. Ја не знам како ќе успеам све ова да го прочитам, а камоли да го одговорам. Поздрав за Јована Шекеровска која прашува дали планираш нова татоважа. Не знам колку мина од вас знаат, но веќе имам 3 татоважи. Да, планирам нова татоважа, не ги брзам таквите работи затоа што се тетовирам секогаш кога е момент за тоа, кога имам што да истетовирам и кога баш нешто сакам да истетовирам. Јован Мешуревски прашува каде работиш. Работам као програмски соработник за културни манифестации и музичко-сценски дејности во Фондација за култура и спорт при општина Куманово. Ако ви значи нешто. Pami.p13 вели, кога ќе биде вториот круг на Грант? Вториот круг, емисијата во која што учествувам јас, се снима на 9 јануари. Следната недела ќе имаме уште една проба на која ќе присуствува и Јелена. Со оглед на тоа каква е мојата здравствена состојба, не знам дали ќе одам на таа проба, би сакал и се надевам дека ќе оздравам некако. На 11 јануари завршува официјално првиот круг, така што на 18 започнува вториот круг. И сега дали ја ќе бидам у првата емисија, не знам, но како и да ја снимам на 9 јануари, па ете. Ивановска 7 ме прашува дали моментално ми се допаѓа работното место. Задоволен сум со тоа што секаде и секогаш постојат недостатоци, секогаш постои нешто и некој од кого не си задоволен, така што окей ми е, не можам да се пожалам, но имам многу поголеми апетити, кои се надевам дека ќе успеам да ги вметнам во ова работа. Не сакам да сменам работа, туку сакам да ги сменам работите на оваа работа. Вајде ме контакти. Колку години имаш, прашува Јулијана Стојановска, претпоставувам, цели 24. Софија Стојановска прашува дали имаш девојка. Ова е едно од најпоставуваните прашања ever и ќе одговорам еве конечно. Немам девојка, слободен сум, call me. M.Коцева5 ме прашува кои места би сакал да ги посетиш во 2020. Постојат многу места кои би сакал да ги посетам. Прв град во кој сакам да идам уште на пролет е дефинитивно Амстердам. Очајно сакам да посетам некоја екзотична дестинација. Сегде би отишол. Сега да ме прашаат и у Таџикистан ќе отидам. Станојоска, долна црта Т, прашува како планираш да бидеш облечен во вториот круг на Звезде Гранда. Нема да ви откријам, ќе ви изненадам у секој случај, нема да бидам воопшто ни слично облечен како во првиот круг, скрос нешто у мој фазон. Долен дел веќе имам обезбедено, се останува уште горе да го дефинирам. Ги имам работите, но не знам дали е тоа. Така што, stay tuned. Митик Александра ме прашува дали би глумел у некој филм. Искрено, не сметам за себе дека сум нешто мега гига талентиран за глума, но да бидам уште поискрен, не би одбил понуда за филм. Why not? Душан, долна црта Тимов прашува зошто не пееш македонски песни во Звездите на Грант. Ја ќе ти одговорам вака, не повторувај 2 пати. А долна црта Јошеска прашува дали знаеш убаво да готвиш. Мора да признам дека порано многу почесто и многу подобро готвев. Денеска, односно периодов, немам некоја желба да стојам до шпорет и нешто да готвам, ниту имам сили, ниту имам апетит. Но знам да готвам, имам инспирација, кога ќе почнам да готвам, тоа се церемони. Имам сенс за тоа. M.Mitkovski 13 ме прашува дали си верник и какви се твоите ставови во врска со религијата и кажи нешто за национализмот. Ова е тема на која можам да ти зборувам до утре сабајле. Никогаш не сум сакал моите верувања да ги експонирам јавно од причина што сметам дека тоа е навистина многу интимно и не треба моето размислување да влијае на ниту еден од вас. Конкретно јас не сум
верник и се ова погрешно ќе звучи. Јас сум верник, но не во она што ми е наметнато. По дефолт сум христијанин, окей? Самата религија не ја толкувам на ист начин како што ја толкуваат сите околу мене. Па од тој аспект имам позитивно мислење генерално за религијата, но мислам дека се спроведува на екстремно лош и неисправен начин. Еден пример ќе ви дадам, кој ќе влезеш у затвор, каде што најчесто се наоѓаат најголемите криминалци, луѓе што силувале деца, луѓе што плячкале, луѓе што тепале, убивале и така натаму, можете да забележите дека имаат верски символи на себе, дали е тоа златен ланец со крст, дали е тоа тетоважа со крст. Човек кој што е вистински верник никогаш нема да убие, никогаш нема да силува, никогаш нема да лаже, да кради и така натаму. Тоа е само еден онака пластичен пример за да ви доловам зошто јас не сум верник. Кога ќе кажам не сум верник, не го толкувајте тоа на погрешен начин, затоа што јас верувам, меѓутоа имам свој сваќање и свој толкувања кои си ги чувам за себе, затоа што пак ќе се повторам, религијата е многу интимна работа. Petkovski.a прашува со која апликација едитираш? Ова е исто така едно од најпоставуваните прашања на мојот канал и на мојот Instagram профил во овој момент. Можно е да направам цело едно видео во однос на тоа како ги монтирам моите видеа, како правам thumbnail. Ива _Митовска 25 ме прашува со што снимаш, со камера или телефон и која марка. PS, може поздрав, најдобар си. Поздрав до тебе, Ива. Снимам со телефон, монтирам на телефон, ги аплодирам видеата преку телефон. А имам Huawei P30. Кои јутубери ги гледаш, ме прашува Таратакова Откако почнав со влогмасот не гледам никого. Генерално следам неколку јутубери. Душан Петровиќ ми е топ, Денис Домјан, Зоран, он ми е откритие на годината и така. Овде ќе го завршам денешното видео, кое искрено се надевам дека ви се допадна. Јас се извинувам поради тоа што не можев гласно да зборувам и не можев целосно да ви се дадам енергетски, меѓутоа нефункционален сум. Се надам дека веќе утре ќе бидам подобар и ќе бидам малку по-ефективен. До тогаш ве поздравувам, ве љубам, ви посакувам убав остаток од денот, вечерта, кога и да го гледате ова, а ние се гледаме веќе утре на исто место, во исто време. Ćao.